Ве поздравам од студиото на Тилма. Ова е најновата Тилма амбуланта. Денеска нова тема, нов соговорник со кој што се надевам дека ќе ве задржиме на фреквенција на Тилма телевизија во наредните 50 на минути. Споменавме утринава дека секогаш емисиите ни се во насока на добра едукација и информираност за гледачите, така што денеска, ете, ако не сте биле доволно информирани на темата за која што ќе зборуваме, ќе имате можност да добиете навистина супер корисни совети од примариус доктор Таше Трпчевски од болницата Плодност во Битола. Ве поздравувам, добре ни дојдовте. И благодарам, добро ве најдов. Поздрав на нашите гледачи на Тилма телевизија. Како е во Битола, како патувавте? Битола, како и секогаш, е облачно, зиморливо, доста ладно. Знаете, овие денови предничеше со Битола како град најладен, најстуден, меѓутоа некако температурата сега попушта и се движи околу 0 до 1 степен. Добро, зиме, се трпат овие температури. Денеска во тесна колаборација со болницата Плодност и со доктор Таше Трпчевски одлучивме да зборуваме за ендоскопската хирургија во гинекологијата и хуманата репродукција. Зошто, доктор Таше, токму ваква тема? Изминатите две гостувања малку нешто поразлично. Рековме, ова не сме го работеле, предпоставувам дека има потреба македонската јавност да ја информираме. Така, значи јас денеска би сакал да зборуваме за една проблематика, за еден нов пристап на операции кој што нашата болница ги практикува од своето постоење, меѓутоа рачунајќи дека јас како пионир на оваа технологија и техника започнав некаде 1990 година и ја иницирав прв во македонското здравство. Која година ми рековте ја донесовте? 1993 година. Значи пред 26 години имам огромно искуство со оваа проблематика и технологија и врз база на она што досега го сработив и го сработуваме со колегите во нашата болница, можам да кажам дека собравме огромно искуство и ја оправдавме методата, односно дека оваа метода која што ќе ја објаснам во текот на емисијата, како се изведува, кои се нејзините предности, компликации и така натаму. Значи, стана главен, односно златен стандард во нашата болница. Имено, ќе зборуваме за лапароскопска хирургија и хистероскопска хирургија. Јас би почнав прво со лапароскопската хирургија. Тоа се две ендоскопски методи, а ако имаме време, ќе зборуваме и за хистероскопијата. Ајде со некој ред, да дадеме добар ајде повед. да почнеме со лапароскопската хирургија. Во последно време, односно негде кон крајот на минатиот век, последните 20 лети од минатиот век, од кога е воведена оваа хирургија во светот, некаде околу 80-тите години, тога се направени првите лапароскопски операции во гинекологијата, а потоа оваа метода прифатена и во цела хирургија, во ортопедијата, во градната хирургија и во кардиоваскуларната хирургија. Значи, како ендоскопска метода или така наречена, ќе стетнете во литература микроинвазивна метода, микроинвазивен хируршки пристап. Што значи тоа? Мал рез, нема болка? Да, ќе ви објаснам. Значи, една модерна технологија, еден нов пристап на операции кој што се разликува од класичните операции, каде што се оперира со, значи во класичните операции имате инцизии или посекотини, рани на кожата кои што се долги 8, 10, 20 сантиметри. Во оваа хирургија се работи за мали посекотини, ќе објаснам како се изведува и затоа се вика мини инвазивна хирургија, значи со мали убоди на абдоминалниот, односно стомачниот зид, се влегува со посебни инструменти во стомакот и со нив се оперира. Инаку зборот лапароскопија доаѓа од грчкиот збор лапаро, што значи стомак, и скопија значи гледање натре во стомакот. Тоа е во англосаксонската литература и така таа номенклатура е прифатена, меѓутоа оние кои што се занимаваат со оваа проблематика, кои што ја читаат оваа проблематика, ќе го сретните и во франкофонската литература. Насловот
целиоскопија, тоа е истото значење, значи целио значи стомак и скопија гледање во стомачната шуплина. Како се изведува? Најпрво се прави една мала инцизија или посекотина во нивото на папукот или малку под нивото на папукот, од околу 1 сантиметар. Во таа значи инцизија или посекотина се метнува посебен инструмент или троакар низ кого ќе се внесе оптиката. Извинете, само секогаш е во тој дел, во таа регија? Зборувам за гинеколошки операции. Добра, да. Например, ако се работи жолчка, се става таа инцизија над папок. Добра. Ако се работи исто така за хирургија на хепар, има друга инцизија, друг пристап. Меѓутоа зборуваме за гинеколошка лапароскопија. Значи, во таа инцизија, во тој отвор се става така наречениот инструмент телескоп или лапароскоп, кој што има леки и е поврзан со телеоптички кабел, поврзан со камера и кога ќе се влезе во шуплината, цела таа информација се пренесува на видеоекран. Значи, ние хирурзите кога работиме, не гледаме во абдоминалниот, во стомачниот зид на пациентот, туку гледаме индиректно во екран. Додатно се прават две други инцизии или посекотини во ниво на долниот дел на стомакот, во зависност од типот на хируршката операција, преку кој што се вметнуваат инструменти. Метнуваме најразлични типови на инструменти. На латински се викаат сизори, грасперси, значи држачи, ножички и така натаму. Се внесуваат инструменти кои што вршат електрокоагулација или крвозапирање и најновите типови на инструменти кои што се викаат бескрвни ножови или лигашуреви или ултразвучни инструменти кои што работат на база на ултразвучна технологија. Значи, во таа ситуација кога ги вметнуваме тие инструменти индиректно на екран ја гледаме, значи имаме една панорама на она што се случува во стомачната шуплина. Слика, или визија. Да, ние за нас е карактеристично што работиме ги обсервираме гениталните органи, тоа не интересира, меѓутоа често пати со камерата правиме инспекција на погорниот дел на стомакот, значи ја го гледаме джигерот, гледаме околните структури, цревата и така натаму и така натаму. Се случува да откриете нешто друго, да речам? Да, сигурно, некогаш има и придружна патологија. Пред да се, значи, откако ќе се направи таа инцизија и кога ќе се метнат инструменти, морам да кажам дека во стомакот ставаме, го полниме со CO2, со јаглен двооксид, за да можат да се одделат гениталните органи од абдоминалниот зид и од цревата, за да може да ги визуализираме. Бидејќи без тој воздух, без тој значи, пнеумој газ, не можеме да направиме инспекција на гениталните органи, а пациентката се поставува во една посебна положба, која што се вика Тренделебургова положба, кога задниот дел, долниот дел од нејзиното тело се крева нагоре, а глата надолу. Значи, применуваме една техника која што денеска ги оправда своите очекувања и кај нас стана златен стандард. И она што е многу битно е тоа што ова техника ги запазува принципите и ефикасноста на класичната хирургија, меѓутоа предноста е тоа што се работи таа иста хирургија со мали посекотини или инцизии. Значи нема класично отварање, да. А ќе спомниме покасно и што значи тоа мали инцизии и посекотини. Инаку ова хирургија, лапароскопската хирургија, овај хируршки пристап по лапароскопски пат може да биде диагностичка и во прво време кога се применила, таа била како диагностичка. И најчесто се применува во неплодноста. Значи, обично кога имаме пар, често се случува, кој што доаѓа и лечи неплодност, многу пати не можеме да ги докажеме причините на неплодноста.
и покрај соодветните превземени клинички обсервации или биохемиски анализи или компјутер или магнетна резонанса. Тогаш ни останува кај пациентката да направиме и дополнително исследување, а тоа е таа диагностичка лапароскопија со кое што на некој начин ќе можеме и да ги откриеме евентуално постоечки малформации на матката, евентуално постоечки малформации на јајоводите или придружна патологија која што може да ја најдеме во самиот абдомен, во самата стомачна шуплина. Многу често ова диагностичка метода и лапароскопија ја преминуваме кај пациентки кои што имаат болки во стомакот. Често пати и покрај превземените сите диагностички методи не ја знаеме генезата на болката, тогаш применуваме лапароскопија за да можеби као дополнителна метода ја откриеме и генезата на болката. Меѓутоа, што се случува? Со развојот на технологијата, со развојот на инструментите, со напредокот на технологијата, со воведувањето на видеотехнологијата, се повеќе се дизајнираат инструменти кои што стануваат компатибилни со пациентот и ни олеснуваат нас, односно не воведуваат во еден друг тип на техника, а тоа е оперативна лапароскопија. Значи, доаѓаме до она што јас, ми беше цел муабет, за да кажем значењето на оперативната лапароскопија. Со помош на оперативната лапароскопија, ние веќе ги оперираме сите бенигни заболувања кои што постојат на гениталните органи. Тоа се случува и во хирургијата, меѓутоа сега ќе зборувам за лапароскопската хирургија која што се применува во гинекологијата. Значи, оперираме цисти на јајник од најразлична природа, оперираме јајоводи кои што можат да бидат обструирани или може да имаат сраслини, значи ги ослободуваме од тие сраслини, обструираните јајоводи ги отвараме, оперираме вон матерични бременности. Кога сме вон материчните бременности, можам да кажам дека јас од 93-та година, од кога ја воведовме оваа хирургија, значи прво ја работев во медицински тогашен центар Битола, потоа ја пренесов моите искуства, ги пренесов во оваа болница приватна, болница за гинекологија и акушерство плодност Битола, Центар за хумана репродукција. Значи, 26 години, јас не знам да сум оперирал вон матерична бременност со класична хирургија. Секоја матерична бременност, без оглед на тоа дали била касно диагностицирана. Значи, имате случаеви кога пациентките доаѓаат со прсната вон матерична бременност, руптурирана. Во која недела е тоа? Да, значи, обично вон материчните бременности се случуваат во јајоводите. Кога ќе порасни бременоста повеќе, пука јајоводот и се јавува крварење. Значи, сум имал пациентки шокирани. Која недела се случува тоа од? Па може 8, 9, 10, 12 недела. И штета е што денеска во Македонија се уште се оперираат пациентките класично. Значи, без оглед на тоа, на состојбата на пациентите, без оглед на тоа што доаѓаат со огромна искрвареност во стомачната шуплина, јас не памтам дека во овие 8 години во нашата болница некој од колегите, иначе сите колеги работат во нашата болница, овој тип на хирургија, не памтам дека сме примениле класична хирургија. Значи, оперираме се што ќе најдеме во однос на бенигните заболувања. Меѓутоа, во последно време, со развојот на видеотехнологијата и со усовршеноста на инструментите, веќе оперираме и случаеви со малигни заболувања. Кај нас, карциномот на ендометриумот, на шуплината на матката, веќе стана златен стандард за операција со лапароскопија. При тоа, дојдовме дотаму, работиме така што вадиме и лимфни жлезди. Сега, цел наша е
да ги работиме и раните стадиуми на карциноми на грлото на матката. Да не зборувам за карциноми на овариум, меѓутоа прв стадиум и бордерлайн или граничните случаеви. Инаку, позамашните стадиуми на карцином на јајник се оперираат со лапаротомија, односно со класична операција. Значи, гледате како оперативната лапароскопија еволуира. Зема замав, да. Зема замав и јас да ви кажам, искрено сум многу горд што овој тип на хирургија се применува кај нас и ги следиме сите можни напредоци и достигнувања во оваа област и многу сум горд што сите колеги ја работат оваа хирургија. Одличен вове дадовте, време е да ги поканиме и гледачите. Сигурна сум дека ќе има интерес за оваа денешна тема. 3076-677, ако се увате надвор од Скопје, ќе го дадете префиксот 02. Во денешното издание на Тилма амбуланта го имаме примариус доктор Таше Трпчевски. Споминавте дека жалите што во денешно време си уште постојат пациентки кои што се лекуваат односно се оперираат на тој по-конзервативен начин. Тоа се должи можеби на недоволна информираноста недоволната информираност кај пациентките, скептицизмот, стравот можеби. Што сметате дека е пресудно? Насекаде во светот лапароскопската хирургија зеде замав. И таа веќе во 70% од случаевите ја замени класичната хирургија. Тоа се случува и кај нас. Кога ќе погледнеме кривата на операции, значи на класични и лапароскопски операции во нашата болница, 1:3 е разликата. Со тенденција да се зголеми уште повеќе. Што се случува во Македонија? За жал, морам тоа да го констатирам, во Македонија, освен во приватните болници и на клиниката во Скопје, во ниједна друга болница не се применува? Не се применува овој тип на хирургија. Како да се применува? Треба докторите да се обучат? Што е процедурата? За кое што треба да се дискутира, значи да тоа треба дебата, зошто во останатите болници во Македонија не се применува овој тип на хирургија. Јас ќе ви кажам еден пример. Значи, негде во почетокот на 90-тите, 90-та, 94-та, кога собравме одредени искуства, во Србија, во Суботица, во исто време, почна да работат ваков тип на операции. И со еден познат гинеколог од Србија, Лука Анџелич, се среќававме често на конгреси и дискутиравме, односно презентиравме наши оперативни случаеви. Тој ми кажа дека само во Суботица се работи тој тип на хирургија, не се работеше ни Белград, ни Ниш, ни Нови Сад. А јас им кажав дека само во Битола се работи. И што се случува сега? Кога се најдовме сега минатата година повторно на конгрес, тој ми кажа дека во сите градови во Србија се применува овој тип на хирургија. А кај нас? Во Македонија остана многу малку да се применува. Значи, дали е проблем во материјални трошоци, бидејќи тоа е скапа хирургија, или проблем е во едукацијата на колегите, или неамбицирањето за да се научи овој тип на технологија, не знам. Меѓутоа, еве јас јавно користам прилика, и до министерот апел, или ако не слуша, а веројатно некој ќе му пренеси до Министерството за здравство. Ние како референтен центар за оваа проблематика им стоиме на располагање на сите колеги од други болници државни да дојдат кај нас потполно бесплатно. Едукација за да може овој тип на хирургија треба да се прошири, и во останатите болници во Македонија. Бидејќи наш интерес е грижа за пациентот. Нормално. Ако ние многу се грижиме за пациентите, тогаш ќе треба да го упатиме, да ја примени она метода која што ќе биде најдобра за здравието на пациентот. Да. Во овој случај што се случува во државните болници? Не само што немаме маркетинг за оваа хирургија, туку и ако некој од пациентите посочи дека сака лапароскопски, тие му викаат дека не, тоа е несигурна метода, дури не фатат рацете, нема сигурност во операцијата и така натаму. Значи, контрапродуктивно е. Оној кој што не ја работи оваа
проблематика, не само што не ја препорачува, него она што се случува во нашите болници, него и ја негира методата. Да, убаво е да постојат ви вакви емисии каде што може, нели, едукацијата да стигне на вистинското место и вистинските совети да допрат до луѓето. Доктор Таш, имаме гледачи, па да ги поздравиме, може? Добро утро. Добро утро. Извинете што не почекавте, повелете, во програма сте. Ало, да, ма не ме уклучив. Добро утро. Во програма сте веќе, повелете. Така се. Пошто покасно се уклучив, не знам дали беше соодветна темата. Имам 3 чвора во матката. Добра. И на 6 месеци одам на гинеколог и ми доктор вика тоа е бенигно и ништо страшно, мислам. Треба да се прати, јас сум 64 години. После менопауза се сушеле тие, наводно, или пред, не знам како. Дали тоа сериозно или не, мислам, не растат до 4 сантими, не знам како, не ми е јасно бешла. 3 чвора се тоа, во матката до зидот, наводно, на матката, не знам како. И ги пратам, дали може нешто да биде сериозно или како да знам дека се бенигни. Може, доктор Таш, уште едно прашање? Или имате вие конкретно за... Може, нема проблем. Да, го разбравме прашањето. Докторот вика дека не е сериозно. Добро, ќе добиете образложение од нашиот денешен соговорник, доктор Таше Трпчевски, дали целата таа ситуација може со лапароскопски да се среди, секако, но да ни не чека вториот гледаш да го слушнаме и второто прашање. Добро утро. Добро утро. Поздрав, повелете. Огромен поздрав до вас и до докторот. Поздрав и до вас. Да сте живи и здрави пред се. Исто и вие. Како викавте докторот Таше. Јас сум запознаена со неговата професионалност. Уште со пријателка што 17 години немаше можност да има деца по нормален пат. Јас во врска со инвитро би сакала да го консултирам доктор Таше. Добро. За жал, за прво инвитро не успеавме. Во Систина направија еден голем кикс. Така, за второ инвитро би сакале да дојде некај доктора Таша во Битола. Накратко, ако може процедура да ми објасните. Добро, да. Тоа денеска не е тема, меѓутоа секако доктор Таша ќе го искористиме на некој начин да ви даде совет. Ви благодарам многу што не следите, останете се разбира на Телма. Во однос на првото прашање, најверојатно пациентката ни посочи дека имала чворови, се работи за така наречени миоми на матката. Тоа се бенигни творби, бенигни туморчиња, кои што се јавуваат токму на матката и може да имат најразлична локација. Правилото е дека ако жена во репродуктивната доба има миом поголем од 4 сантими, а е локализиран во внатрешноста на матката или до шуплината на матката, или во шуплината на матката, треба да се оперира. Меѓутоа, со оглед на тоа што пациентката е во менопауза, веројатно сега не знам динамиката на раст на тие чворови и затоа треба да прави контролни прегледи, доколку не растат, а би требало да атрофираат, да се смалуваат, никогаш нема да исчезнат. Колку што разбрав, докторот е рекол во менопауза со тек на време ќе исчезнат. Да, би требало да исчезнат, меѓутоа имате ситуации кога тие можат да растат и да се претворат во нешто друго, во тумори кои што можат да малигнизират и се викаат саркоми. Затоа имала добри препораки од нејзиниот лекар, треба да се следат доколку растат во менопауза, тие се индикација за вадење. Значи, ние вршиме лапароскопска миомектомија или вадење на миомите. Секој тип на миоми можеме да ги извадиме, во зависност од локализацијата нивна применуваме или хистероскопско вадење или со лапароскопска операција. И едно 90% од ваквите тумори, кај нас, миомектомии, се прават со лапароскопија. Значи, пациентката треба да ги следи доколку растат, треба, бидејќи е во менопауза, не да се направи миомектомија, не да се вадат миомите, него треба да се извади цела матка. Во однос на второто прашање, кај пациентката која што имала неуспешно инвитро, секако дека може да направиме кај нас друго инвитро или да си го повтори во институцијата каде што била, или ако не е задоволна, може да дојде кај нас. Инаку во однос на тоа како се одвива процедурата и постапката, треба да дојде прво на преглед, а и тогаш ќе добие напатствија што се треба да направиме за да ја припремиме
за успешно инвитро оплодување. Така, второ, инвитро нема простор за паника, така? Никако. Апсолутно. Добро, зависи и од годините на пациентката, кондициите на низините јајчници, машкиот фактор и така натаму. Сигурна сум дека многу фактори се во игра, но простор за паника веројатно нема, затоа што паниката може само или стравот да предизвика други моменти. Стравот предизвикува инфертилитет, инфертилитетот предизвикува страв и се ствара еден циркулус вициозус, еден зачаран круг. Да. Имаме нови гледачи. Добро утро. Дали се слушаме? Ајде, ако првиот гледач се исклучи, да преминеме на втората линија, бидејќи имаме и доста прашања со денешниот соговорник, доктор Таша Трпчевски од болницата Плодност во Битола. Добро утро, дали се слушаме? Добро утро. Повелете, во програма сте. Вака, се јавувам во врска, имам едно прашање да поставам кај докторот. Јас сум 33 годишна пациентка. Добра. Меѓутоа, во 2012 година сум оперирана карцином на грлото на матката. Тоа е се во ред, после редовни контроли. Пред 2 години ми е откриено миом на матката со 2 сантими. На последната контрола ми е откриен уште еден миом 2,5 сантими и докторот ми рече дека има знаци за израстување на уште еден. Фактички тоа е трет миом. Сакам да го прашам докторот дали има нешто да се спречи, да се отстрана, дали има простор за паника, пошто претходниот пат од конизацијата сум така повознемирена и сакам совет од докторот. Се извинувам, дали имате родено? Да. Значи имате родено. Ја завршивте репродукцијата, така? Да, тоа да. Па добро, значи да се надоврзам и на она првото прашање, се работи за миоми, кои што за тоа дали треба да се оперираат, ќе зависи многу од локализацијата на миомите. Каде се? Каде се локализирани, доколку навлегуваат во шуплината на матката. Значи има повеќе типови, имате миоми кои што се наоѓаат во шуплината на матката, дел од нив се наоѓаат во шуплината и влегуваат во мускулот, трети се само во мускулот и четврти се надвор од матката. Доколку се работи за миоми со ова големина од 2 и 2,5 сантими, а навлегуваат во шуплината на матката, ќе треба да се оперира, бидејќи пациентката, значи било хистероскопски или лапароскопски, може да направи покасно и пореметување на циклусот и да има обилни крварење за време на менструација или нерегуларни циклуси. Може да се јават и болки. Меѓутоа, ако се наоѓаат само во мускулата, се 2,5 сантими, нема потреба од операција, а да не зборувам, ако се надвор од матката, тие можат и да бидат и поголеми и да не се оперираат. Значи, нема простор за паника, само да се следи ситуацијата. Иначе, што се однесува до медикаментозна терапија, постои еден вид на таблети кои што можат да го намалат миомот од прилика 40 до 60% ако ги земате во 3-4 месеци. Меѓутоа, тоа не е дефинитивна терапија. После престанување на земање на тие таблети постојат и инекции. Миомите ќе растат, а терапијата е скапа, негде околу 500 евра месечно треба да трошите, така да мислам дека не ви се исплати тој тип на лечење на миомите. Само следете ги и доколку се појават тие симптоми на крварење, болки, дури тогаш треба да се оперирате. Се надам дека е задоволна гледачката. Имаме нови бројни гледачи. Повелете. Добро утро. Дали сум во програма? Да, ве слушаме. Повелете. Поздрав до вас, до докторот. Поздрав и до вас. Би сакал да докторот да го прашам во една прилика на инвитро третман беа мои луѓе кај докторот. Добра. Меѓутоа на 2 пати неуспешно и очигледно после тоа кај други специјалисти се обратија и очигледно е дека не се извршиле максимално испитувања кои биле причина за неуспешност. Тоа е едно прашање зошто комплет испитувањата ми се завршени таму за некои антитела и не знам други причини. Добро прашање. Добра. Тој пациент мене ми е познат, нон-стоп не малтретира на Фејсбук и така натаму, меѓутоа нема проблем, ќе го добие одговорот. Значи видете,
Кога работиме инвитро оплодување, кога работам конкретно јас инвитро оплодување, не значи дека сите пациентки што работеле кај нас инвитро оплодување, дека имале успешни инвитро оплодување. Меѓутоа, тоа не зависи од вас, секогаш. Не е проблем. Меѓутоа, значи не сум јас Бог Господ. Меѓутоа, факт е дека и многу пациентки кои што работеле на други места кај нас успеале. Сум имал примери на 4, 5 до 10, 11, 12 неуспешни инвитра на друго место, а да успеале кај нас. Втора работа. Кога се работи за првични испитувања, односно методи за и услов за да се работи инвитро оплодување, не се испитуваат тие антитела, не се испитуваат имунолошки причини, не се испитуваат генетски причини, бидејќи се покажало дека неуспешното инвитро не е поврзано со тие причини. И во америчка литература вика, гревота е за жената и не е етички ако ги правите тие испитувања. Значи, и да има имунолошка грешка, и да има генетска грешка, не се прават тие испитувања во првите инвитро оплодувања, бидејќи не делуваат на резултатите на успешноста на инвитро оплодувањето. Само кај жени кои што имаат повторувачки абортуси, тогаш треба да се направат тие испитувања. И што се случува во Македонија? Значи, оние кои што не се информирани, а научиле дека има некоја палета на испитување на имуногенетски заболувања, антитела, МТКФР, тромбофили и така натаму, а чекајте вие, не сте ги направиле овие, да ги направиме и овие испитувања. Со тоа ние ништо нема да подобриме во резултатите на успешноста на инвитро оплодувањето. И на ниедно место, никаде во светот не се прават тие испитувања кога ќе се започне инвитро оплодувањето. Значи, не делуват тие испитувања на резултатите на успешноста на инвитро оплодувањето. Тоа е тоа. Добар ден, имаме нов гледач. Дали се слушаме, повелете? Ево вака едно прашање. Добар ден, убав ден. Убав ден и за вас. И докторот. Се најубаво. Значи, прашањето ми е, дали при лапароскопска операција можно е да се добие кила, бидејќи мојата сопруга ланската година во октомври беше во една клиника државна во Скопје, направена е лапароскопска операција на жолчката, таа сигнализираше после третиот ден дека на местото над папуко осеќа како некоја топка, некоја нелагодност, меѓутоа докторот нормално негираше хирурго. 3 месеци бевме во заблуда дали има кила или нема. Докторот покажуваше дека нема, меѓутоа сега се утврди дека има папучна кила. Па го прашувам докторот, кои се причините да се појави кила при таква операција која секако се смета за едно Ви благодарам, го разбравме прашањето. Јас ќе упатам еден апел до гледачите. Денеска зборуваме за лапароскопска хирургија во гинекологијата. Добро, ќе им одговорам. Да направиме, меѓутоа нормално, меѓутоа имавме и бројни прашања за инвитро и така натаму. Пристапот е ист и во гинекологијата и во хирургијата. Значи, една од компликациите на лапароскопската хирургија е можност за појава на кила на портата. Значи, на местото каде што се прави таа посекотина од 1 сантим, може да попушти шиењето на фасцијата, значи она што го држи таа посекотина и да се јави кила. Тоа е појава која што може да се сетни во секој облик на хирургија, така да и една од маните тоа што може, ако не се сошие добро фасцијата, а секогаш ние настојуваме да ја сошиеме, меѓутоа некоја знае да попушти или молиш заради некоја слабост на вродена на таа фасција да се јави овој тип на пореметување кој што е кила, тоест за кој што треба мала хируршка интервенција и може да се збрини лесно. Да, јас ќе замолам гледачите да бидат малку трпеливи, да не почекаат. Кога веќе го споменавме овој проблем, нели зборуваме за бројните предности, но оваа хирургија има и своји недостатоци, како што е можеби овој момент. Да кажем предноста. Предност на оваа хирургија е заради тоа што бидејќи се работи за мали инцизи, мали посекотини, болката е помала. Ако е болката помала, тогаш е хоспитализацијата пократка. Пациентот побрзо се опоравува. Значи, треба да направите разлика, да видите во интензивна лега,
нега кога лежи пациентка со класична хирургија и пациентка кај која што е направена лапароскопија. Ова со лапароскопија, значи кај извадена матка со класична операција, кај другата со лапароскопија. Ова пациентка кај која што извадена матката со лапароскопија станува вечерта, активна е и другиот ден иди се поздравува со вас, сака да си оди, нема болки. Значи тоа е еднодневна хирургија. Значи пократка е хоспитализацијата, многу брзо е опоравувањето, нема болки. Многу помали се болките. Втора работа, раните се помали и можноста да се инфицираат се многу помали. Немаме дехисценција, отварање на рани. Трета работа, кога се работи овој тип на хирургија, гледајќи на видеоекранот, ги гледате структурите 2 до 3 пати поголеми. Значи оперирате и микроскопски. И тогаш таа е попрецизна хирургија отколку отворената хирургија. Многу битна работа е козметичкиот ефект, што е многу битен за помладите пациентки. Значи немате голема рана, имате мали инцизи кои што ќе се зараснат, кои што убаво ќе зараснат и не можат ни да се приметат. Значи бенефитот е голем, меѓутоа може да има и недостатоци. Недостатоци се тоа што ова е скапа хирургија и второ што бара дополнителна едукација на хирургот. Хирург кој што се занимава не може секој со ова проблематика, не може, мора да има дополнителна едукација за да ја совлада технологијата. Меѓутоа факт е дека ова технологија многу лесно ја совладуваат младите. Значи ова е технологија за младите, напорна хирургија, треба физички здрави особи, бидејќи самата операција се изведува со рацете кои што ви се подигнати цело време, сат, 2 или 3 и бара посебна ергономија и држење на телото и затоа е потребна таа физичка спремност. Меѓутоа факт е дека хирурзи кои што имаат доволно искуство со отворена хирургија треба да го работат овој тип на хирургија, бидејќи често може да се случи и да не можете да ја завршите лапароскопската операција, треба да направите конверзија, односно да ја отворите пациентка. Се изведува со воопшта анестезија? Да, се изведува воопшта анестезија. Обавезно, значи не може во спинална анестезија, бидејќи воопшта анестезија анестезиологот дава посебни средства релаксанти, значи за да повеќе отпушти ги релаксира цревата, бидејќи ако се надуени може да ни сметат во работата. Да. Ајде да ги поздравиме следните гледачи. Добро утро. Утро, ало? Во програма сте, повелете. Ало? Ве слушате? Ве слушаме, да, повелете. Така, сега, јас се извинувам. Ало? Ке ве замолам да го намалите ТВ приемникот, бидејќи така доцни звукот. Ало? Ало? Во програма сте. Еве го намалив. Ајде ве слушаме, ние ве слушаме, повелете, поставете го прашањето. Јас се извинувам, по втор пат што се јавувам. Ало? Господјо, ве слушаме, повелете, поставете го прашањето. Докторот го разбра се во врска со тие миометри што ви кажува. Добра. Ама јас се јавувам, се зборувам. Добро, ајде ќе исклучиме оваа гледачка, бидејќи... Нема дечиња, ало. Добар ден. Ало. Ајде, втората линија ни се уклучи. Добар ден, повелете. Дали имаме некој на линија? Има бројни гледачи, тоа важи за сите. Се слушаме во телефонска слушалка за да не досни звукот. Добар ден. Ало. Добар ден. Ало. 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 Дали се слушаме? Добро, немаме гледачи. Океј, од толку многу гледачи, немаме гледачи. Дали е оваа потешка хирургија, доктор Таша, за пациентот или за хирургот? Бидејќи споменавте треба многу физичка активност, добра едукација, не може секој... Оваа хирургија е благодет за пациентот. Меѓутоа за нас е многу потешка хирургија. Благодет заради сите овие предности и бројни кои што ги споменавте. Заради брзото опоравување на пациентот, брзото одење дома, скратеното време на боледување, а за нас хирурзите, значи бара дополнителна едукација и
дополнителен напор кој што не можете да го реализирате со раце, со прсти, морате преку нежни мали инструменти да направите крвозапирање, сечење, режење и така натаму. Значи далеку е потешка за Се препорачува кај адолесценти, кај помлади девојчиња? Така се препорачува кај сите возрасти. Нашата најмала пациентка е 3-годишно девојче, на кој што извадивме тумор на јајникот, циста, која за среќа беше бенигна. Инаку имаме огромно искуство на примена кај млади девојчина, пред пубертет и до 18 години адолесцентки. Значи, нема контраиндикации за овај тип на операции кај помладите особи, затоа имаме специјално дизајнирани инструменти за дечка лапароскопска хирургија. Имаме гледач сега, ајде, добар ден. Повелете, ве слушаме. Ало. Повелете, во програма сте. Вака, јас имам едно прашање до докторот. Слободно. Брат ми с нами нема дечиња, а негови пациенти се и докторот ги води. Значи, исправни се двајцата све, ама нема дечиња. Се одлучија да одат на инвитро. Сега пуштени се документите да се добие да се оди на инвитро кај докторот. Ме интересира друго. Овие двајцата се со иста крвна група. Некој кажал на мојата снашка дека овие пациенти што биле со иста крвна група не можели да имаат дечиња, па е разочарана. Ве молам нешто околу тоа. Ви благодарам многу, останете се разбира на Тилма. Тоа е обичен тип на дезинформација на пациентите. Ти потрекла казала. Значи, ако беше така, ако со иста крвна група имаат иста, паровите имаат иста крвна група, тогаш во препораките на медицината ќе беше кога се земаат пациентите, претходно да се прашаат која крвна група се, па ако се со иста крвна група, значи тоа ќе значи дека се инкомпатибилни, ќе немаат дечиња, што не е вистина. А инаку што се однесува до пациентите кои што чекаат одобрување од Фондот за здравство, да ние работиме со Фондот за здравство и кога пациентите ќе го добијат тој ваучер, ќе можат да направат бесплатно инвитро оплодување кај нас. Да. Бидејќи сме некаде и пред крајот, би сакала малку во поглед на оваа хирургија и инвитро оплодувањето, бидејќи имавме и бројни јавувања и прашања во однос на тоа. Кој е значењето на оваа хирургија во ера на инвитро оплодување? Така, значи помага ли? Така, хирургијата која што се применува во областа на инфертилитетот, во областа на неплодноста, се вика репродуктивна хирургија. Репродуктивната хирургија на 3 начини помага во оплодувањето. Прво, како хирургија која што исклучиво се применува за да ги подобри резултатите на инвитро оплодувањето, како единствена метода. Второ, подпомага во резултатите на подобрување на резултатите на инвитро оплодувањето. И трето, во презервацијата на јајоводите, онаму каде што имаме карциноми, кога треба да се направи транспозиција, односно поместување, подкренување на јајниците за време на зрачењето да не се озрачат. Многу е битна, значи, улогата на репродуктивната хирургија во областа на инвитро оплодувањето, кога подпомага во инвитро оплодувањето во така наречената тубарна хирургија, тубарен фактор за неплодност. Што се случува? Значи, кога кај пациентката имаме затворени јајоводи, се поставува прашањето дали таа пациентка треба лапароскопски да се оперира, да и се отворат јајоводите, или треба да се подвргни на инвитро оплодување. Тоа е многу дискутабилно. Во пракса ќе не идете на лекари кои што лечат стерилитет исклучиво со конзервативни методи. Толку ми е можноста. Втора група имате на лекари кои што лечат со конзервативни методи и применуваат инвитро оплодување. И трета група на лекари се кои што ги обуваат сите три работи. И конзервативно ги лечат, и со инвитро, и со репродуктивна хирургија, лапароскопска хирургија. Сега,
Што се случува? Ако не идите на лекар, кој што ве лечи само конзервативно, на еден начин, и ако не идите на овој вториот, кој што ќе ве лечи конзервативно и со помош на инвитро оплодување, доколку се работи за затворени јајоводи, ќе кажам, препораките од него ќе бидат дајте да направиме инвитро оплодување. Јутоа, доколку наидите на лекар кој што ги работи сите овие три методи, тогаш, во зависност од годините на пациентката, кондициите на јајоводот, и ако нема други придружни болести, тогаш кај пациентките препоручуваме да направат прво лапароскопска хирургија. Бидејќи со отварањето на јајоводите, ние им даваме можност на пациентката во наредната година или две спонтано да си остане природно да може да остане трудна и секој месец има шанси да остане трудна. Додека пак со инвитро оплодувањето, шансите за забременување ќе бидат по циклус. Колку циклуси ќе направи, толку пати ќе треба да забремени или не. Што значи дека се ќе зависи од тоа кој ја лечи пациентката. Исто така, значи, оваа лапароскопска хирургија ги подобрува резултатите на инвитро оплодувањето, доколку се најде некоја патологија која што е внатре во матката, тогаш треба да се острани со ендоскопски методи како што е хистероскопијата или миоми ако бидат, ако има придружни или ако има сраслини на јајоводите, тие ќе треба да се остранат, односно да се спреми матката да може да има наредна успешна бременост со инвитро оплодување. Значи, тие се компатибилни методи и се помагаат едната со другата. Онаму каде што нема да успеат арт техниките, односно онаму каде што нема да успее инвитро оплодувањето, доколку се работи за ваква туберна патологија, тогаш се препорачува лапароскопска хирургија. Или, во зависност од годините на пациентката, доколку е постара, се препорачува инвитро оплодување, доколку е помлада, треба да се обидат паровите да направат ваква хирургија. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вас на поканата. Стигнавме до крајот. Многу брзо. Помина времето. Жал нема време да дискутираме, ова е проблематика доста широка. Ке ни дојдете повторно. Во секое време. Да. Се надевам дека гледачите уживаа во ова денешно навистина едукативно издание на Тилма Амбуланта. Бројот од докторот ќе можете да го добиете по завршувањето на емисијата. Уште едно потсетување. Денешната емисија реализиравме со примариус доктор Таше Трпчевски од болницата Плодност или Центарот за хумана репродукција во Битола. Ви благодарам уште еднаш и ви благодарам, се разбери, вам што не следевте во ова издание на Тилма Амбуланта. Ве поздравувам и се гледаме во некоја друга прилика.